Ваше блаженство, архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, почитувам председател на Република Македонија господин Ѓорѓи Иванов, дами и господа, Ваши екселенции, добре дојдовте на уште едно божикно славење и пред се да ве поздравам со вообичаениот поздрав Христос се роди. 10-ти пат хорот Света Злата Мегленска, женскиот камерен хор, го слави Божик, речиси на идентичен начин. Но пред да почнеме да славиме со песна, дозволете ми да го поканам архиепископот Охридски Македонски господин Стефан да даде благослов за оваа вечер и да ви се обрати. Повелете. Христос се роди. Почитуван председателе на Република Македонија, почитувана покровителке на вечерашнава манифестација, почитувана господја Полизова, диригентка на хорот, Ваши екселенции, почитувачи на хорската музика, возлюбени во Господа. Не бев планиран да говорам и добро е што не ме повикаа да пеам, но ќе кажам збор 2 за она како сум ја слушал песната на прекрасниот хор Света Злата Мегленска и веднаш ќе речам дека нека не ми забележат дипломатите дека може би подобар амбасадор на музичката, на хорската, на духовната култура во последнава деценија, па и повеќе, немавме подобар представник од хорот Света Злата Мегленска. Секогаш кога сум имал прилика на богослужбите, на концертите, 2 нешта сум гледал во овој прекрасен хор. Сум го слушал нивното пеење, меѓутоа за мене посебна песна е нивното име. Света Злата Мегленска е песна за себе што може би многумина и во музичките средини, особено меѓу нашиот народ, се прашува од каде и зошто ова име. И јас и при оваа прилика им благодарам на кумот што даде такво име на маченичка од нашиот род и не така одамна настрадана за верата во родениот на денешен ден во Витлеем. Бранеќи христијанската православна вера, во 1796 година маченички настрадала за Христа. Овој хор, со земајќи го нејзиното име, ќе речам и кога пее, и кога не пее, кажува една вистина, еден дел од нашата тешка македонска и христијанска историја. За хорското пеење не сум стручен да говорам. Можам само да кажам збор 2 дека црковните композиции обично се пишувани да одбранат некоја вистина за Христа. И особено во 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот век во Византија, дури и византиски императори, за да го исповедаат своето верување во божеството на Синот Божи, на Христа, на Мајката Божја, на Света Тројца, пишувале и компонирале прекрасни композиции, кои
и поединечно, но биле и хорски изведувани најпрво во Византија, како што реков, а потоа пренесени се и во далечна Киевска Русија, особено во времето на Иван Грозни, кога хорското пеење во руските цркви ќе заземе посебно место. И уште збор два за Света Злата Мегленска. И во храмовите, и во местата каде што настапуваа, секогаш биле на највисоко ниво. И овие 10 божикни концерти и сите нивни настапи биле молитва на свој начин отпеана од прекрасните гласови на членовите на хорот на Света Злата Мегленска. Оно што сакам да посакам е да ни даде Господ уште вакви хорови кои и ќе го разубавуваат богослужението во нашите храмови, во нашите сали, на манифестации, односно секаде каде што убавата музика, духовната музика има свое место. А Света Злата Мегленска, верувам сте согласни, со своите настапи секаде нашле свое место и нивното пеење од музичките стручњаци, каде и да било оценето со највисоки ноти. Ви посакувам уште многу годишнини, уште многу настапи и уште многу молитви и за Света Злата Мегленска и за македонската душа. Христос се роди за многу години. Му благодарам на архиепископот господин Стефан, а сега ја поканувам господја Маја Иванова, покровител на овогодишното божикно славење овде во Пресвета Богородица. Повелете. Почитуван архиепископ Охридски и Македонски, Ваше блаженство, господин Стефан, почитуван председателе на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, почитувани правосвештеници, Ваши екселенци, почитувани верници, дами и господа. Деновиве кога нашиве градови, улици и домови се украсени со празнични светилки, а нашите трпези се збогатени со свеќници, добро е да се подсетиме зошто имаме толку светлина за Божик и зошто Божик го славиме како празник на светлината. Денес се подсетуваме на првиот Божик. Се подсетуваме на времето во кое луѓето го очекувале доаѓањето на Спасителот, кој ќе ги избави од сите нивни неволи и ќе им даде слобода, мир и напредок. Во време кога сите луѓе го очекувале, Спасителот се појавил тивко. На свет дојде оној преку кого светот настана. И наместо во сила, раскош и слава, тој се појави како детенце родено во јасли за добиток, во сиромашно и раселено семејство. На првиот Божик, кога ангелите се појавија на небото и ја пееа најубавата Божикина песна, објавувајќи го и славејќи го Христовото раѓање, слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја, се роди надежта за човекот. Надеж дека Бог не заборави, туку дека дојде за да не избави и да ни даде милост и нов живот. Синот Божји се отелотвори и стана човек не за да му служат, туку тој самиот да служи и со својот живот, смрт и воскресение да ни даде надеж, да ни ја обнови верата и да го засади во нас семето на љубовта. Не повика да бидеме солидарни кон немокните, да ги нахраниме гладните, да им помогнеме на бездомните, да им служиме на болните. На Божик, Господ Бог не учи да се прегрнеме, да си простиме, да се љубиме, да внесеме мир во нашите срца и хармонија во нашите животи. Како што Бог ги проштева гревовите на луѓето, така и ние да си простиме еден на друг и да ги надвладееме суетите и искушенијата од секојдневниот живот. Да го сочуваме семејниот мир и разумот во нас, во духот на христијанството и вековните традиции на нашиот македонски народ.
да се посветиме на нашата иднина, на нашите деца, да пронајдеме сила и доволна љубов да станеме доброчинители, да го препознаеме заедништвото и да ја поттикнуваме меѓусебната поддршка, да ја зајакнеме верата во Бога, да си подадеме рака и да го отвориме своето срце и искреност и доверба еден кон друг, да ја вратиме надежта во нашите животи, надежта за подобро утре, сидрото на цврстите и решителни одлуки, сонцето на новиот ден во кој заедно работиме и создаваме за нас и идните поколенија. Почитувани присутни, црквата од секогаш била вториот дом на нашиот народ. Низ вековните примрежија на нашето обстојување, црквата го чувала нашето име, нашиот идентитет, нашето писмо, нашите традиции, нашите обележја како македонци. Црквата го буди спокојството, го негува заедништвото, го слави животот, ја обновува верата во нашите срца кон Христа. Светата маченичка Злата Мегленска пред повеќе од 200 години, после многу искушенија, не се откажа од верата кон Господа и остана символ на женската пожртвуваност и решителност. Затоа, вечерва на хорот Света Злата Мегленска, кој веќе 10 години со песни го слави името Божје, им посакувам со посветеност, пожртвованост и решителност да продолжат во нивната работа и да ја промовираат Република Македонија и нашето христијанско наследство секаде низ светот. Како покровител на овој божичен концерт, ве поканувам низ звуците на хорот да ја почувствуваме божикната радост и да ја пренесеме во нашите домови. Нека ни е честит Божик, Христос се роди за многу години. И благодарам на господја Маја Иванова и ги молам членовите на хорот Света Злата Мегленска да ги заземат своите места, но нема да им дозволиме веднаш да запеат, затоа што како што е обичај, истакнати интелектуалци 10 години беседат за Божик, за божикната песна, за хорското пеење. Овде ги гледам присутни професорот Јордан Плевнеш, професорот Стојан Стојков, Васе Манчев, Раде Силјан, а од вечерва на тој список ќе се придружи писателот Кочо Топузовски. Поверете, Кочо. Христос се роди. Богородице Дево, радувај се. Благодатна Марија, Господ е со тебе. Благословена си ти, зашто си го родила Спасителот на нашите души. Денес, на Божик, го славиме раѓањето на светлината, која ги просветлила нашите души и ни го осветлувала патот и во најтемните патешествија од Беласица до Преспа и од Крушево до Свети Прохор Пчински. И со милениуми не чува збрани во оваа прастара рана нашата татковина Македонија и не води кон нашето спасение. А кога се роди Исус во Витлеем, ќе запишат во своите Евангелија Матеј и Лука, дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: ја видовме неговата звезда на исток. И одеднаш се јави многобројно небеско воинство кое го славеше Бога велејки: слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Јован пак во неговото Евангелие го опишува рождеството Христово како раѓање на светлината. Во почетокот, ќе запише Јован, беше Словото и светлината во темнината, и Словото стана тело и се всели во нас. Така, заедно со Словото, светиот апостол Павле, како прв христијански проповедник,
носен на светлината, дошол во Македонија и преку Македонија, преку македонците му го подарил христијанството на Европа. Тој апостол на Вселената, со покрстувањето на првиот христијанин во Европа, благобојазливата македонка Лидија, нејзиниот дом го престорил во прва христијанска црква во Европа, врз чии Божји темели подоцна изникне Јустинијана Прима и Охридската архиепископија како предходници на современата македонска православна црква. Словото Божје го возоплотил свети Климент Охридски чудотворец. Оваа година ја одбележуваме 1100 годишнината од неговото упокојување, со што тој го запалил пламенчето во нашите и во сите славијански души, кој без престан свети во вековите и не води низ невремето. Бог е вечна и бесконечна светлина, не поучува нашиот свети Климент, неприкосновена, ниту за умот достижна, ниту со збор искажлива, неопфатна и недопирлива. Таа е просвештение за секое разумно сознание. Таа е за духовниот она што е сонцето за видливиот свет. А милозвучието на словото може да му го даде само песната. Па вечерва во слава на рождеството Христово, словото во овој свет храм посветен на пресветата мајка Исусова, испеано ќе го чуеме од хорот кој го носи името на блажената светица од Мегленско, хорот Света Злата Мегленска, под диригентската палка на нејзиниот основач и духовен водач Летка Димовска Полизова. Преку нивната песна ќе го воспоставиме мостот меѓу земското и небесата и во нашите души ќе го почувствуваме раѓањето Христово. Ќе не осветли милозвучието на хорските изведби, кое прозвучило на повеќе од 500 настапи во земјата и светот, ширејќи ја светлината на македонското хорско пеење и осветлувајќи ги меридијаните. Хорот Света Злата Мегленска на чудесен начин го воспоставува духовниот мост меѓу Македонија и светот и меѓу Македонија и небесата. Небесните ангели да го чујат гласот на македонските ангели во слава на Бога, создавајќи спокој во нашите души и разлевајќи го духот на обесправените низ небесниот бескрај се до космичките протони на светлината, за да се осветлат сите неосветлени простори во сечија душа. Но само Божјата промисла можеше вечерва на овој најсветол ден мене да ми ја дари честа да обзнанам 3 несекојдневни и големи јубилеи. Првиот е одбележување на 40 годишната плодна и неповторлива музичка и педагошка дејност на господја Летка Димовска Полизова, и тоа само со аматерски хорови, што е за вистинска почит и восхит, од кои најмногу со хорот Света Злата Мегленска. Вториот јубилеј е 20 годишнината од основањето на хорот Света Злата Мегленска, со благослов на Македонската православна црква и се разбира со Божји благослов, зашто само со Божји благослов може да траат духовните вредности на патот по бесконечноста. И третиот, вечерашниот Божикен концерт Божик слава е 10-ти поред концерт на хорот Света Злата Мегленска во слава на рождеството Христово. Па нека трае вечно славењето на раѓањето Христово преку песна небесна на хорот Света Злата Мегленска со Божји благослов и под диригентската палка на маестро Летка Димовска Полизова.
Tebe, Ania, Ania,
ги покани и королевството. Оние да ни се приклучат со Светом. Да молам да ги награди.
rodila jesi duš naši. Bogorodice, Devo, raduj se, blagodatna je Marija, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego.
Bom